Студентите кои што студираат на Brainster Next факултетот уште од првиот ден на студиите имаат соработка и се вмрежуваат со повеќе од 200 компании со кои што овој факултет има склучено соработка. И во текот на летото ја извршуваат својата пракса. За тоа како се одвива праксата во летниот период, со кои се компании се соработува, ова утро ќе дознаеме од Анастасија Илиевска од Brainster Next факултетот. Анастасија, ќе ти посакам добро и убаво утро. Летото веќе е во одминување, но студентите кои што се дел од Brainster Next факултетот во текот на целиот летен период ја извршуваат својата пракса, па од какво значење е праксата за студентите кои што се дел од овој факултет? Благодарам што сте тука во просториите на Brainster. Многу сме среќни, бидејќи токму во овој летен период и особено во период кога имаме масовни отпуштања во IT индустријата, Brainster Next факултетот успеа да обезбеди летни пракси за своите студенти. Станува збор за 72 летни пракси на кои што сме многу горди, не само на самата соработка со компаниите, институциите каде што ги извршуваат праксите, туку и од нашите студенти, бидејќи прават работат на проекти кои што се реални, а со тоа само дава додадена вредност на знаењето кој што го добиваат на Brainster Next факултетот, си ги зајакнуваат вештините и способностите, а со тоа и се оспособуваат реално веднаш да започна со работа, дали во институција некоја или пак во некоја приватна компанија. Оно што би сакал исто така да го напоменам е дека не се случуваат само летните пракси. Летните пракси во суштина се за оние студенти кои што веќе студираат на Brainster Next факултетот, меѓутоа од првиот ден, од првиот момент кога ќе станат дел од Brainster Next, започнува таа практична работа, бидејќи како групација Brainster верува дека вложувањето во младите, во нивното знаење не е само преку теорија, преку развивање на вештините, туку веруваме дека токму практичната настава и работењето на реални проекти ќе им помогне не само да си ги зајакнат вештините и знаењето, туку и реално да видат како е во она што значи работно обкружување. Така што од првиот момент кога стануваат дел од Brainster Next, започнуваат со работа на реални проекти. Со какви знаења и вештини се стекнуваат за време на праксата? Едно од најважните работи кои што се стекнуваат на праксата е она реално работно искуство, да го применат она што го научиле на Brainster Next факултетот, меѓутоа да видат и како тоа е применливо во реални проекти. Студентите на Brainster имаат, како што веќе кажав, можност да се реализираат 72 пракси и во приватни, меѓутоа и во државни институции. Многу сме среќни и многу сме горди на соработката со државните институции, бидејќи студентите помогна во дигитализација на собранието, на работата на собранието, во дигитализација на работата на кривичниот суд, во дигитализација на работата и оно што допрва следува кога станува збор за Државниот завод за статистика, меѓутоа работат и на креативни проекти, како например проектот поврзан со театар комедија, така што реално имаат можност да искусат што значи да се работи и во приватниот сектор и во државни институции и оној трак што го оставаат и што го оставаат како свое наследство, нели е самата работа поврзана со државните институции и уште еднаш ќе повторам, многу сме горди на студентите бидејќи прават вистински промени во општеството. Добро е тоа што и со извршување на праксата помагаат и за општото добро, како што и ги зајакнуваат нивните вештини. Оно што ќе се случува овде во Brainster Next факултетот в сабота на 16 август имате отворен ден за матуранти и за родители. Така ги покануваме сите родители, матуранти и сите оние кои што сакаат да се информираат за тоа што се конкретно нуди Brainster Next факултетот во оваа сабота во 11 часот во просториите на Brainster на Васил Ѓоргов број 19 во Скопје
отворени се и поканети сте да дојдат и да од прва рака да видат зашто станува збор. Ке имаме панели, ке имаме говорници и од луѓето кои што директно се вклучени и во образованието, меѓутоа и луѓето кои што се вклучени во компаниите и ќе слушнат успешни приказни, бидејќи уште една од успешните приказни на Брейнстер која што буквално дава една целина на сето ова што го зборуваме и дека можеме да кажеме дека сите студенти кои што завршиле на Брейнстер Next факултетот се вработени, односно Брейнстер како мост и како центар кој што им нуди едукација, вложување во нивните вештини, практична работа, може да се пофалиме дека има 100% вработување на своите студенти, нешто на кое што навистина сме многу среќни, бидејќи во суштина сме обезбедиле и сме помогнале во сигурната иднина на студентите. Да, ти благодарам, Анастасија, на одвоеното време и верувам дека и понатаму ќе биде интересот и задоволството од страна на студентите. Така е, се гледаме со сите оние кои што ќе бидат во можност, нели оваа сабота во 11 часот и секако од прва рака да ги слушнат сите информации. Ова утро директно од Брейнстер Next факултетот со студентите кои што се дел од овој факултет ќе дознаеме повеќе за тоа како се одвива праксата и од какво значење е за нив. Марија, добро утро. Од какво значење е праксата за вас која што извршувате во текот на летниот период? За мене праксата е како еден вид на креативна работилница, каде што сите мои идеи и концепти кои што сум ги имала во текот на студентската година добиваат еден вид на реален облик. Воедно исто така работам под притисок, исто така креирам иновативни решенија кои што не само што се функционални и работат во реалниот свет, туку се исто така и естетски. Да, ти си во маркетинг агенција на пракса, со какви знања и вештини се стекна таму? До сега си имам стекнато со тоа, нели, да работам под притисок, да ги креирам оние работи кои што ги бараат од мене за одредено време и период. Исто така ми дозволуваат да работам на различни проекти кои што излегуваат пример од маркетинг индустријата, исто така од дигиталниот свет, графички дизајн, исто така во видео едитирање и слично. Што представува тоа за вас уште како студенти, што можете да работите на реални и големи проекти? За мене тоа е како еден вид на брз курс во професионалниот свет, каде што имам шанса да се запознам со одговорноста и притисокот, исто така и динамиката на еден функционален индустријски свет. Воедно исто така се чувствувам како не само што да имам шанса да учам и да ги применувам своите знаења, но воедно го оставам и својот печат, својот потпис на креативната сцена, но најважното тоа е што самото искуство од праксата кое што доаѓа, кое што ми значи, бидејќи ме води кон патот на една успешна и кариера од моите соништа. Јован, што представува за тебе тоа што праксата ја извршуваш во еден странски стартап? Па, прво би рекол е да наречам во може би е привилегија, но за мене како како еден обичен ден на работа. Иако работам од дома, ремоут, имам сепак митинзи со колегите кои што работат со мене и тоа за мене е интересно затоа што комуницирам со луѓе што не се од Македонија и се од странство и например имам колега од Швајцарија, од Италија и зборуваме, комуницираме константно на англиски. Тоа е за мене интересно. Таа тимска комуникација. Со какви знаења и вештини се стекнуваш за време на праксата? Па, за сега повеќето се технички вештини, затоа што собираме дата, која што потоа би ја представиле на вебсайт, но исто така и се стекнав и со меки вештини, например пишување мейлови и кога сме на митинзи, исто така треба да пренесиме таа информација што сме направиле за денот и на што сме работеле.
Каде извршуваш цета на твојата пракса и со какви знаења и вештини се стекнуваш таму? Ние работиме моментално за Фактум.ee, тоа е македонска апликација која помага на адвокати и на правни лица за помагање на конкретни информации на Word документи да ставаат, каде што членовите ќе бидат излистани со кои точни закони кога ќе се променат одма се доделуваат на самата страна. Така што интересно е, користиме со вештачка интелигенција, ни помага за да ги излистаме сите работи. Тип на GPT рапер е технички, ама интересно е, многу нови работи научивме како правилно да ги користиме, како видина можеме во наши проекти да го интегрираме тоа, така што интересно место. Давид, што представува за тебе и како е да се работи на дигитализација на институциите? Пред се, тоа за мене представува една огромна чест да работам на проекти со толкава големина. Процесот сам по себе е многу интересен, многу поразличен од било кои проекти што претходно ги имам работено и можам слободно да кажам дека на тие проекти се работи со еден посебен вид на мотивација, бидејќи сепак станува збор за проекти кои што влијаат добро за нашата држава, за нашето општество и за нашата иднина како студенти. Скоро дипломиран студент на Brainster Next факултетот. Што можеш да издвоиш од целокупното образование и студирањето тука? Една од работите која што најмногу ми помогна сега и да убаво да се прилагодам на работното место е дефинитивно праксата што имав 2 од 3 години. Бев на летна пракса по 3 месеци нели секое лето и тоа дефинитивно многу ми помогна сега кога ќе дојдам вистински да работам, да знам како да се снајдам со задачите, како да се снајдам кога имам нели некој авторитет над мене и така натаму. Но секако и работата на реални проекти, хакатони доста често секако ме спремја за оној технички дел од работата која што извршувам сега.